Благодарам. Општина Илинден како локална самоуправа, како рурална општина немаше елементарна инфраструктура која што ќе ги задоволи потребите на граѓаните во делот на локалниот економски развој, за развојот на општината во периодот во кој што работевме и јас како градоначелник и целосно со поддршка на владата на ВМРО-ДПМНЕ и ВМРО-ДПМНЕ како партија која што целосно се залага секогаш за граѓаните, за подобрување на условите за живење, за подобрување стандардот на граѓаните и условите во кои што живее и стопанисува секој поединечен граѓанин. Во општина Илинден, она што не постоеше сега веќе можеме да кажеме дека во делот на инфраструктурата изградивме нова градинка која што сега згрижува 400 дечиња и прерасна во една од поголемите градинки во градот Скопје, Скопскиот регион па и пошироко. Понатаму во делот на образованието изградивме нова зграда, училишна зграда, исто така доградби, реконструкции на училиштата кои што се во општината, че целосно посветеност во делот на згрижување на децата од предучилишна возраст и образованието. Понатаму во делот на подобра комуникација со граѓаните и негување на културата изградивме 12 и реконструиравме 12 домови на култура во сите 12 населени места каде што сега граѓаните, здруженијата имаат катчиња за комуникација, за се она што е неопходно при давање на мислења, сугестии на општинската администрација и креирање и дефинирање на приоритетните проекти. Тоа се проекти кои што придонесоа за еден локален, одржлив развој и во делот на локалниот економски развој, исто така во создадените економски зони, локални економски зони, каде што со донесување на планови, детални урбанистички планови во кои што беа опфатени најатрактивните локации во општината, овозможивме и дојдоа нешто повеќе од 180 инвеститори. Инвестиции кои што директно влијаја на намалување на невработеноста на општината Илинден. 2008 година невработеноста во општина Илинден изнесуваше 38%, за таа континуирано да се намалува и денес изнесува 6%. Од овие 6% секако дека има активни, меѓутоа и пасивни баратели. Меѓутоа, ние и понатаму ќе продолжиме да создаваме, да оформуваме нови парцели на атрактивни локации, за да можеме целосно да овозможиме и вработување, меѓутоа и зголемување на стандардот на граѓаните. Убаво го кажавте тоа, граѓаните секогаш поддржуваат работа. Работата е тоа што ги краси и ги има одлика на сите кандидати на ВМРО-ДПМНЕ. Секогаш работата победува, секогаш трудот излегува на површина. Искуството, знаењето е она што исто така можеме да кажеме и да се пофалиме, бидејќи имаме капацитети и знаења за реализација на дефинираните приоритетни проекти кои што се ставени во програмата. Во општина Илинден еден од првите приоритети ќе биде подобрување на патната инфраструктура како основа за одржлив локален економски развој и подобри услови за живење на граѓаните. Ќе работиме на изградба, реконструкција, санација и рехабилитација на локалните улици и патишта. Предвидени се за наредниот мандат нешто повеќе од 40 километри изградба на локални улици и патишти, реконструкција, санација. Понатаму, ќе работиме на изградба на фекалната канализација со изградба на пречистителни станици, бидејќи целта на проектот е да се зафатат, да се прочистат и да се одведат фекалните води. Ќе работиме на тоа да се прочистат, бидејќи животната средина со изградба на пречистителните станици ќе биде подобрена и сочувана. Понатаму
ќе работиме на чистење. Ако не се лажам, во општина Илинден мислам дека за прв пат во Македонија имаме нов тип на пречистителни станици што се инсталира. Така е, ние изградивме 4 сегмента, 4 пречистителни станици кои што се со капацитет од 1250 еквивалент жители или вкупна должина на комуналната инфраструктура е околу 16.000 метри, односно 16 километри за овој изминат период. Сите овие пречистителни станици се во функција и ќе продолжиме по тој принцип, бидејќи значителен дел од територијата на општина Илинден е релативно ниска и само за компарација да кажам дека е пониска од нивото на реката Вардар за некаде 1,5 метра, што значи дека е специфичен пристап за зафаќање и одведување и пречистување на фекалните води. Затоа користиме сегменти кои што ги зафаќаат водите од граѓаните и стопанството и понатаму во пречистителните станици ги пречистуваме. Има решение, тоа е иновација која што сепак е воведена во општина Илинден. Понатаму ќе работиме на пречистување на водите во каналскиот систем кој што е Скопско поле, опфаќа повеќе општини, почнувајќи од Дарачиново, Газибаба, Илинден, Петровец и Зелениково. Тоа е специфичен систем. Инаку само во општина Илинден се протега со 120 километри отворени одводни канали. Сето тоа бара целосен ангажман и ќе се посветиме на чистење и нивелирање на каналите за да не дојде до несакани последици во нашата општина. Доброто и навремено чистење минатата година со бројните дождови што се случија, успеа каналскиот систем низ општина Илинден да ги прифати сите води од територијата на Газибаба и да ги спроведе без последици по граѓаните на општина Илинден. Тоа се проекти кои што се дефинирани токму од граѓаните и на сите средби и на сите состаноци, се токму проекти за подобрување на патната инфраструктура, изградба на фекална канализација со пречистителни станици и чистење, нивелирање и одржување на каналската мрежа, а секако во делот на безбедност во сообраќајот посебно внимание со изградба на пешачки и велосипедски патеки.